по 21 албум, 100 семинари и настапи во 42 земји низ светот. Стефчо Стојковски, нашиот колега, меѓу другото, го прославува 25 годишниот юбилеј творештво. Голема сала, Македонска филхармонија. 25 години на ансамбл. Да. Знаеме зашто станува секако, да. Голема сала, Македонска филхармонија, 21 октомври. Стефче, вели податокот на 5 годишна возраст започнуваш кариерата. Како изгледаше тоа на 5 години? Токму така, бев интересно дете, облечено во носија, кој што свири на кавал поголем од мојата висина. И започнав покрај мојот татко и покрај мојот дедо. И тие беа моите први учители и таа љубов до ден денес кон изворните инструменти ме одржува и е моја животна водилка или мој животен пат. Така. Музиката и изворните инструменти. Многу интересно, вчера кога се договаравме за разговорот, велам, па Стивче, дете на 5 години, како може да свири вакви тешки инструменти? Вие ми одговоривте, Кристина, мојот син на 4 почна. Тоа е тоа. Интересно е тоа што малиот гледајќи мене, почна уште од најраното детство, уште што се вели непроводен да ги чепка тие инструменти, да ги фаќа околу мене, што беа распростелени на масата. И на 4 годишна возраст му направивме една мала гајда, буквално со кожа, со се комплетна, без брчало е таа гајда. Но тој почна од жилбата голема и љубовта голема кон тоа што го гледаше и од мене, или му се вроди тоа, или му се роди и почна да свири да дува на гајда. Интересно беше тоа што веднаш имаше надарен слух, нели, имаше музикалност и веднаш почна да свири. Тоа е вака како еден податок за мојот син. И свирите различни инструменти, секој специфичен, се разбира. Кој е најлесен, кој е најтежок за свирење? Прво да ги кажеме Иве на број колку ги свирите. Па вака сега ние ќе прикажеме дел од оние инструменти што ние ги свириме, но ќе бидат застапени нели оние најпопуларни македонски изворни инструменти, почнувајќи од гајдата, кавалот, тамбурата, тапанот, двојницата. Ќе имаме и гости кои што ќе ни бидат на самиот концерт, но тие гости јас оставам оние кои што ќе дојдат на концертот ќе имаат лично можност да ги видат. Не би ги откривал сега од пред концертот, но на самиот концерт тоа ќе биде и едно изненадување, едно доживување за сите оние кои што ќе дојдат. Ќе има една представа која што публиката нема можност често да ја гледа или да се сретнува со такво нешто што ние го склопуваме во една приказна за Македонија и македонците и токму затоа е насловено тоа овој концерт како со наслов за Македонија и македонците. Ќе отпееме песни кои што песни за луѓе кои што својот живот го положиле пред олтарот на слободата за Македонија, за независна и слободна Македонија. И не можеме сите да ги опееме, ќе опееме дел од тие дејци, а потоа ќе продолжиме една програма која што ќе опфаќа нели епски и родолюбиви песни и лирски песни, а ќе продолжиме со лирски песни, значи љубовни, хумористични и така натаму. Како оди продажбата на билети? Има ли уште? Се продаваат? Па се продаваат билетите. Јас во тоа не сум вклучен, да бидам искрен. Ангажирав еден мој драг пријател кој што ме најде така на Facebook. Тој ја брка целата таа работа околу продажбата на картите и сметам дека заинтересираноста е голема, но луѓето треба да обрнат можеби малку повеќе внимание оние наши фанови, да кажем, или наши љубители, кои што не ја разбираат како јас што не ја разбирам таа онлайн продажба или продажба преку интернет и така. Научени се повозрастните луѓе додат на самите билетари да си набават билети, но еве ќе кажам има во книжарниците на литература се продаваат картите и на онлайн или на мрежата на МК Tickets. Не случајно праша Ване колков е интересот. Каков е впечатокот еве со концертите кои што ги одржува ансамблот низ годиниве? Колков е интересот кај младата публика? Ние постојано нели актуелна ни е темата, кои сме, од каде сме, што имаме како позадина зад себе, но млада генерација е таа која што треба да ја учиме. А како ќе ја учиме доколку не и покажеме, не слушне и не види?
Токму во институциите треба да го бараме овој одговор, бидејќи ние и во домашното воспитание на децата, бидејќи децата се воспитуваат од мали нозе, да го засакаат своето. Ако ние не обрнеме дома внимание на децата каква музика им пуштаме, односно каква музика слушаат родителите, тогаш тие нормално ќе бараат некои други правци и некоја друга музика и тоа ќе почнат да го засакуваат се повеќе и повеќе. Потоа тука се основното образование и средното образование. Значи и медиумите играат голема улога во тоа, бидејќи ако вие им сервирате нешто што е туѓо, многу полесно се прифаќа. Јас кога растев, мене ми се смеја зашто свирам кавал, па потоа тие што ми се смеја дојдоа да доаѓаа кај мене дома да почнат да учат да свират на кавал. Така да сметам дека треба посебно внимание да обрнат оние едуцирани кадри како ги воспитуваат децата, што им сервираат на децата, за тие да кај нив да се вроди љубовта кон она што е свое, наше, исконско, чисто, македонско, и така на тој начин може да ја засакаат нашата музика. Јас сум бил на во многу држави низ светот, не само со ансамблот, и сам сум учествувал, но еве нашите соседи, ќе го кажам тоа за пример, во една дискотека пуштаат странска музика, а веднаш потоа пуштаат, да кажеме, нивна автохтона музика или нивна автентична музика, и сите млади играат тоа. Тоа се нашите соседи од Бугарија, што е за пофалба секако. И јас се воодушевувам кога гледам такво нешто. Или сега бев неодамна на еден фестивал во Винковци во Хрватска, имаше смотри на фолклорните ансамбли, на државни смотри на фолклорните ансамбли. Тоа беше едно доживување, еден рај на душата, кој што човек кој ќе го види не може да не се восхитува на такво нешто. Така да и еве апелирам до сите оние кои што ќе дојдат на концертот, ќе го доживеат тоа и ќе се восхитат на тоа што ние ќе го презентираме. Верувам дека ќе ги има многу и јас сакам по концертот повторно да се сретнеме овде, па со видео материјали, фотографии да ги сумираме впечатоците. Може така? Може, секако, да. Благодарим уште еднаш за гостувањето. Ја споменавме Бугарија, на крај само накратко ќе најавиме дека денеска во Бугарскиот културно-информативен центар во Скопје, кој што се наоѓа на плоштад Македонија, се отвара изложба на уметниците и наши гости од соседна Република Бугарија, носи наслов Нееднакви. 18 часот е отворањето на изложбата на Гергана Змичарова и Петринел Гочев. Убава можност за љубителите на културата и на уметноста денеска да бидат дел од отворањето на оваа изложба. И со ова завршуваме и овој блок на посветен на културата. Токму така, благодарам за вниманието. Повторна средба ви закажуваме утре 6:45 е терминот за старт на ново издание на Македонија наутро. Довидување. Довидување.